Добре дојде за моите гости во топ тема на ваша страна, Сашко Дуковски, адвокат на Митко Чавков и Богдан Илиевски во предметите за 27 април. Адвокатот на добро вечер на Зијадин Села, Абидин Абдули. Добро вечер и за вас. И да кажам зошто е празно столчето. Во секој момент треба да дојде господинот Еленко Миланов, кој е адвокат на Љупчо Димовски, Игор Друловски и Мунир Пепич, исто така за 27 април, затоа што на пат е до Телма. До крајот на неделава ќе се состане телото за помирување за да разговара за тоа како ќе изгледа законот кој ќе се донесе до средината на декември, а со него ќе бидат опфатени сите оние кои не извршиле насилство и не биле организатори. Доколку некој сака да ја отфрли амнестијата и ќе сака по судски пат да докаже дека не е виновен, ќе треба да потпише изјава заверена на нотар. ВМРО ДПМН бара амнестија за сите и нема да учествува во вакви преговори. Ова се денешните информации од парламентот. Со оглед на тоа што и двајцата застапувавте, вие застапувате клиенти во процесот на 27. Дуковски, како ја оценувате најновата изјава на Заев и сега преточена во ова што го кажувам од парламентот, кој го патува не упатува на општа, туку на селективно, една скалеста амнестија, во која што очигледно, ако одиме по вашите клиенти, може би бил опфатен вашиот клиент Богдан Илиевски, а не би бил упфатен, може би, Чавков, ако Заев бара да одговараат оние кои што, како што велат, тие имаат командна одговорност или се организатори? Прво, јас би кажал нешто во врска со тие два клиенти што јас ги бранам, а и во однос на повеќето од клиентите што ни секојдневните разговори тоа превејува. Многу од клиентите би сакале својата невиност да ја докажат, иако по законот обвинителството е тоа што треба да го докаже виност, а не обвинетите, тие се по закон невини. Многу од обвинетите, голем број барем од нив, а секако и овие двајца мои клиенти, сакаат во правна постапка, врз основа на противпоставување на правни оружја и цврсти докази врз основа на кои што може да се донесе пресуда, сакаат да ја докажат својата невиност. Би искажал два момента во однос на овој предлог закон, или што веќе е, затоа што гледаме секој ден искачаат нови информации во врска со финалниот текст. Цело време се повикува на тоа и се наведува дека да нема амнестија за носители на така наречена командна одговорност. Морам да напоменам и јавноста тоа треба да го знае. Во Република Македонија не постои такво нешто кое што се нарекува командна одговорност. Командната одговорност според дефиниција во правото представува правна доктрина за хиерархиска одговорност за воени, повторувам, за воени кривични дела. Ова не е воено кривично дело. Тоа е воспоставено во 45-та година за еден јапонски генерал и потоа Хашкиот трибунал го применуваше. Меѓутоа во Република Македонија и порано во бивша Југославија не постои такво нешто кое што се нарекува командна одговорност, односно одговорност за водечките структури по хиерархијата за некакво непревземање. И нешто повеќе. Каков е тој баланс кој што би се избалансирал и кој е тој што ќе направи една селекција? Дали директорот на Бирото за јавна безбедност може да има некаква си командна одговорност, а ако веќе збориме за командна одговорност, се поставува прашањето каде е тука во тоа време одговорноста на првиот човек на Министерството за внатрешни работи и на неговиот заменик. Тоа се Мухиуи Дехари. Да, во тој момент. Значи, сега сведоци во тој предмет. Во ниеден момент не сакам да кажам дека тие лица се виновни. Меѓутоа, најмалку е невин по таа наводна командна одговорност господинот Митко Чавков. Исто така, тука е спорна и правната квалификација за ова. Да, ќе разговараме и за самото дело, дали ќе падне делото тероризам заради нарушување на уставен поредок. Господине Абдули, вие бевте во постапката адвокат на
господинот Зијадин Села. Таму има пресуда 12 и 13,5 години затвор за 10 и 13,5 се извинувам, за оние што го нападна. Меѓутоа, како вие го оценувате овој закон што би се донел, ако оние кои го нарачале тоа или им ги пропуштиле да влезат или обезбедиле можност да дојдат до самиот пратеник Зијадин Села и така брутално да го нападнат, да не одговараат воопшто за такво нешто? По кривичен законник во Република Македонија, тој што поттикнува одговара исто како извршителот на кривичното дело. Сметам дека се прави една голема неправда, не само кон Зијадин Села, кој што беше најмногу оштетен во тие настани, туку најмногу неправда се прави кон осудените со таа првостепена пресуда, кон нивните семејства, затоа што без нарачателите, тие сигурно не би биле денеска осудувани. За тие и за тие кои што допрва со другите судски предмети би биле осудувани. Сметам дека во никој случај не треба да тие бидат ослободени од водење на некоја судска постапка, каде што они би требало да докажат дали се организатори, поттикнувачи на настаните на 27 април. Во меѓувреме дојде и адвокат Еленко Миланов. Почнавме со првото прашање. Вие сте адвокат на пратеникот Љупчо Димовски и на Игор Друловски и Мунир Пепич. Вака поставени работите со евентуалниот закон за амнестија или како ќе го наречат за помирување, не знам, излегува дека вие имате клиенти кои што можеби и не би продолжило судењето за нив, со оглед на тоа што дека се напомена дека со овој закон ќе бидат опфатени сите оние кои не извршиле насилство и не биле организатори. Сепак вие како го оценувате овој закон за амнестија кој што на некој начин е чуден затоа што амнестијата е скалеста или селективна, нецелосна, вообичаено за Македонија кога имало закони за амнестија да ги опфати сите лица, пример беше 2001, па дури и хашките случаи. Прво добро вечер на вас, ваши колеги како ваши гости и на вашите гледачи. Не можам да коментирам и немам што да коментирам. Закон се применува. Така што, доколку биде донесен било каков закон, во било која форма и облик, прво би требало да сочекаме да видиме каква ќе биде, а законите се применуваат. Дали се согласуваме или не, е сосема друго во било кој дел. Затоа што во конкретниот случај сметам дека и од она што е во постапката, тројцата штитеници кои што ги имам, немаат действија кои што апсолутно имаат било какво насилно однесување, ниту пак действија согласно кои би можеле да одговараат за правната квалификација која што во моментот им се става на товар. Затоа претходно го прашав адвокатот Абдили, за да стигнат оние што брутално го нападнаа Села до него, некој им го возможил тоа, им го наредил или им возможил да стасаат до таму кај што е тој лично. Од тука имате спротиставени очигледно мислења. Според него треба да одговараат и оние кои биле поттикнувачи на тоа кривично дело. Од друга страна, претходно Дуковски кажа дека не е можна една ваква селективна амнестија и не може да се бара командна одговорност. Со оглед на тоа што застапувате различни клиенти, сепак веројатно и не може да имате исти мислења, меѓутоа што мислите и за нивните тврдења? Ако имаме закон за амнестија, кој што ќе покрива одреден настан, сметам дека е многу погрешно да тој се селектира во различити делови. Затоа што ние за тој настан веќе имаме една рашомонијада од предмети. Имаме учество во толпа, имаме насилство, двата правосилни предмети, го имаме обидот за убиство на господинот Села, кој што е во фаза на жалбена постапка, мислам донесена е првостепена пресуда, и ја имаме постапката која што се води против овие 33 лица, наречени така наречен предмет 27.4. Сите се со различита правна квалификација. И ако постои амнестија, јас верувам дека таа би требала да биде или во рамките на она што се случуваше на 27.4, инаку како би ја правеле дистинкцијата, навистина, како правник,
не би знаел да кажам на кој начин и како би можело таа дистинкција да биде направена. На Дуковски. Меѓутоа, Дуковски, еве, кога ги спомна вашиот колега сите дела или сите процеси, и сега можеме да кажеме дека на почетокот беше навистина учество во толпа, тука добија одредени лица пресуди, потоа започна процесот во врска со обидот за убиство на село, и сега овој, значи, работава е, ако не си меѓу тие 33-цата, имаш различен начин од државата за тоа како ќе ти судат. Сега овие 33-цата се ставени во можноста за амнестија. Овој збор рашомонијада навистина е добар за да се употреби, затоа што ќе излезе дека државата за едни е мајка, за други е маќа, а за правото дека всушност и не може да се применува во целосно смисла. Знаете како јас тоа го кажам, тоа е како имање или немање среќа, што е една апсолутно недозволива работа во правото. Што сакам да кажам, што рече колегата, значи не можете вие еден настан да третирате со 4 различни кривични дела. Го заборавив настанот со господјата Шитеринска. Да, таму веќе исто така прва пресуда беше. Да, ама тоа сепак беше исто насилство, така да заедно со една група. Тешка телесна. Независно. Еве нека бидат 5. Значи, ако имате среќа под наводници да бидете меѓу првите обвинети, процесуирани, ќе одговарате за учество во толпа, што е едно многу бенигно кривично дело. Ако имате малце помалце среќа, и ако, што е пак повторувам, недозволива работа, и сте нешто подоцна обвинети, ќе одговарате за насилство кривично дело. Ако имате уште помалце среќа, како тој човек кој што ја повреди Шеќеринска, ќе одговарате за тешка телесна повреда. Ако имате уште помалце среќа, ќе одговарате за обид за убиство на господин Села, кои што според казните воопшто не се безазлени, меѓутоа зборам за правната квалификација. Да, ова е многу посериозно. Правната квалификација за тоа кривично дело е минимум 5 години, а за членот 313 за кој што овие лица се обвинети е минимум 10 години. Значи, тоа е еден правен нонсенс. Значи, правен нонсенс. Јас се обидов да разговарам со некои обвинителски структури и доби вака едно питорескно образложение дека тоа било во рамките на некое си друго обвинителство. Значи, тоа за обичен човек или за обичен консумент или за обвинетите нема никаква врска. Значи, еден настан мора да се третира на еднаков начин за сите. Односно, ако јас ја скршам оваа чаша, тоа е, да речеме, оштетување туѓи предмети. И тука почнува и завршува приказката. Значи, не може еден исти настан темпоре криминис за време и место да биде третиран со 5 различни кривични дела. И како на лото некои да поминуваат подобро, а некои да поминуваат полошо. Тоа е недозволиво. Втората работа што би сакал да ја кажам. Секаква селективна, повторувам, селективна во смисол насилници или ненасилници, вакви или такви командна одговорност е една огромна правна небулоза, која што не постои, повторувам, во Република Македонија. Значи би било огромно урнисување на правото. Знаете што, амнестијата како таква е всушност милост на државата кон сторителите на кривични дела. Ама затоа реков државата излегува дека за никој е мајка, за други маќа. Именно тоа го зборам. Кога сме кај делото со кој што се гонат овие 33-цата, тероризам, нарушување на уставен поредок, предизвикување, страф и слично, ова дело дали воопшто може да обстои ако има амнестија, затоа што тогаш веќе не се работи очигледно за некоја организирана групова е прашање до сите тројца, туку се работи за поединци кои што тепале, удирале или вака да сублимирам. Тој што го нападна Дамјан Манчевски со чадорот, ќе одговара, оти тој директно го удрил, оти нели тие што удираат се, ама тој што го смислил сето ова и се наоѓал во некоја канцеларија, тој нема да одговара. Значи, како всушност ќе биде и односот кон квалификацијата, односно правното? Први не се согласувам со моите колеги за тоа дека за ист настан постојат неколку кривични дела. Тоа е точно дека постојат така, затоа што во настаните на 27 април имаш десетици кривични дела. Не може Чавков директно да одговара за убиство, обид за убиство на Зијадин Села, кога тој не бил ни присутен во собранието таа ноќ.
Затоа и постојат тие различни кривични дела. И секој треба да одговара за делото кое го направило таа вечер. Значи ли тоа дека овие 33-цата по логиката на нештата, ако се примени тој закон селективен за амнестија, веќе не може да бидат обвинувани за ова кривично дело што сега се користи? Значи, ние не сакаме да се донесе закон за амнестија. Затоа што ако се донесе закон за амнестија, за таа квалификација како што се прикажува, значи тероризам и рушење на уставниот поредок, тогаш по логика треба да се донесе таа амнестија треба да важи за сите претходни случаи кои биле квалификувани како тероризам. Ова би дискомплицирало многу, зашто тогаш затоа што вие имате луѓе кои што за тероризам лежат затвор. Тоа е Кумановско, диво населје. Затоа ако биде квалификацијата тероризам, мора да се опфатат и другите предмети кои што биле квалификувани како кривично. Ова би искомплицирала дополнително ситуацијата. Што мислите вие, дали автоматски би паднала ова квалификација на обвинителството? Како прво не зборуваме за тероризам. Не е тоа кривично дело, не е 313, а терористичко загрозување на уставниот поредок. Навистина една во називот на ова дело интересна правна квалификација. Да, сите беа со забелешката зашто воопшто тероризам зборот се користи во оваа квалификација. Затоа што јас мислам дека воопшто ниту може за тероризам овде да станува збор, ниту пак за загрозување на уставниот поредок. Затоа што нашиот уставен поредок пред 27.4. беше парламентарна демократија. Од 28.4. имаме исто така парламентарна демократија и никој овде не одеше кон изменување на тоа устројство како парламентарна демократија. Затоа и сметам дека не може да биде оваа правна квалификација. Меѓутоа, во услови кога ќе имаме една селективна амнестија, ако не го гониме оној што организирала, го гониме, условно речено, оној што извршувал или удрил некого, тогаш дали воопшто може да биде тој некој суден за нарушување на уставен поредок. Тој само едноставно дошол и натепал некого. Оти така вика, повторно ќе кажам дека со законот ќе бидат опфатени сите оние кои не извршиле насилство и не биле организатори. Организатори колку што колку што можеме да забележиме во ова обвинение нема. Нема, па затоа велам. Значи тој со чадорот ќе биде осуден, но овие нема. Нема зошто да оди така. Јас не се согласувам ни со колегата дека зошто да одговара тој за обид, за убиство, ако имаме ваква правна квалификација. Имаме консумција на сето она што се случувало во рамките на оваа правна квалификација и консумција на сите дела што се случиле. Дали е тоа повредата на Шеќеринска, дали е тоа конкретна повреда на некој друг од пратениците или повредите на господинот Цела. Јас не оправдувам ниту една повреда. Но ако зборуваме како правници, тогаш потешката правна квалификација која што опфаќа еден склоп на дејствија, ги консумира другите правни квалификации. Затоа велам дека ова ќе создаде многу конфузија и неправда, а не правда, заради тоа што очигледни беа и нападите, очигледно беше обидот, мислам, кој што ни судска постапка се докажа, а затоа велам дека државата кон едни ќе биде мајка, а кон други маќа, и ова што го спомна Дуковски на почетокот, среќата каква им била на тие што биле обвинувани. Не среќа, овие очигледно биле на малери. Најмалце среќа. Меѓутоа би сакал, ако во врска со ова би требало да се... Да, во однос на делото, дали тогаш веќе нема да може на сите тие што ќе останат да им се суди по ова дело. Што го кажа колегата дека господин Чавков не бил во собранието кога бил нападнат господин Села, и апсолутно ќе се согласам со вас. Меѓутоа факт е дека не бил и во собранието воопшто, а сепак е обвинет како соизвршител, повторувам, како соизвршител за 3 пати потешко дело, за кое што се обвинети луѓето кои што го нападнале вашиот клиент. Да, мислам дека ова треба го патите на обвинителката повеќе од што на колегата. Ама не, дека сакам да кажам, постојат, не може еден настан, јас тука нема да се согласам со вас, меѓутоа на крајот на денот
правниците никош не се ни согласуваат. Сакам да кажам, не се согласувам она што го рече колегата, не се согласувам дека и господинот Села треба да биде оштетен за кривично дело обид за убиство. Ако веќе тој настан се третира како терористичко загрозување на уставниот поредок и тој напад треба да се третира така према господинот Села и тогаш минималната запретена казна не би била како независно колку добиле тие луѓе. Не би била 5 години, туку би била минимална, би добиле поголема казна. Би била 10 години. И друга една работа. Тука сите што се обвинети, освен двајца, за 27.4. се обвинети како соизвршители. Повторувам, соизвршители, тоа е ставот на обвинителството, не е ставот на одбраната, што значи дека без нивното поединечно действие, значи не би можело да се изврши целото кривично дело како што смета обвинителството. И да завршам, сметам дека во ниеден момент теорија нема да оваа правна квалификација, независно дали ќе заврши со некаква си амнестија или ќе заврши во правна постапка, не може да се докаже директната умисла и на сторителот и намерата насочена кон загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Не мели настани да, меѓутоа таа правна квалификација апсолутно. Она што навистина прави конфузија е тоа што го кажавте сите, кој и како ќе утврдува кој треба да биде амнестиран, а кој треба да остане во судската постапка. Еве, господин Абдули, ако ги земиме извршителите и напаѓачите, општо зборувам, не само во случајот на Села, ќе излезе дека ќе бидат заштитени на некој начин оние во белите крагни, претениците кои ги отвориле вратите. Може би сега се слуша неодамна комуникацијата, се читаше на господин Трајко Велјановски, кој сега е пратеник, тогаш председател на собранието, со оние кои што биле задолжени за неговото обезбедување, луѓето што работеле во неговиот кабинет. Значи ли тоа дека никогаш нема да дознаеме која била улогата на Трајко Велјановски, па никогаш нема да дознаеме која била улогата на Никола Груевски и на други можеби политичари поврзани или не поврзани со овие действија. Значи никогаш не може да се докаже нивната вина или невиност. Неправдата која што ќе се случи доколку се донесе еден ваков закон за амнестија, најмногу ќе ги удира извршителите на кривичните дела таа вечер, кои што веќе се осудувани со првостепена пресуда, и еден друг процес што почнува на 22 исто за каде што Зијадин Села се јавува како оштетен. Јас не се согласувам со мојот колега, затоа што он брани директно обвинет за тие настани. Вака, ние четворица тука, интелектуалци, не можеме да излеземе надвор и да собереме ни 5 души за да влеземе во собрание. Тие што влегле во собрание, сигурно и по пораките видовме на одржаните рочишта прошла недела дека се од политички моќници. Само тие се во таа улога да организирате на така голема група за да влезат во собранието и да ги прават сите тие кривични дела кои што се направени таа ноќ. Груевски сметам дека има одговорност, главна одговорност, затоа што јас сметам, во политичка изјава да давам, или моје мислење лично, дека Чавков во ВМРО ДПМН ја нема таа моќ да 2 часа не дига телефон на министер, за 2 часа да не интервенира во собранието, туку него го штител некој многу јак. Значи, он не може со самата тоа волја сам да донесе една таква одлука. Значи, тоа мора да биде од дадени инструкции од Никола Груевски, Трајко Велјановски, Сашо Мијалков и другите кои што во тоа време беа богови во Македонија. Очигледно со овој закон што би се донел до средината на декември, тоа нема да го дознаеме со оглед на тоа што сте во други постапки адвокат на Груевски, а што и во ова студио и со ваши колеги претходно кога разговаравме, па дури обвинителката ја прашавме дали ќе се стигне до Груевски во оваа постапка, алудираа на тоа дека треба да се доистражи и ова прашање. Очигледно дека со законот за амнестија не може да се стигне до таму, ниту пак ќе се стигне до крајот на тоа. Не знам дали ќе се стигне, дали Трајко Велјановски има некаква одговорност. Што мислите за ова?
за сега од доказите нема ништо такво кое што би отишло до нивото на господинот Груевски. Меѓутоа кажа обвинителката дека се уште се водат истраги за одредени луѓе. Рече дека води предистражна постапка, што значи да ако овој предмет ја спроведе истрагата, поднесе обвинение, а тој предмет е се уште во предистрага, дека навистина нема апсолутно никакви докази. Колегата пред малку наведе дека морало да има некој над господинот Чавков. Да. Добро, тоа е логично, сосема логично. Министерот за внатрешни работи во тој момент, кој што добро, ние знаеме кому му одговара Чавков во хиерархијата. Не на Нухију, а иако се согласувам дека командната одговорност, ако се бара, ќе се бара и кај Законот за внатрешни работи, тој раководи со сите полициски структури. Од оние најниските во јавната безбедност до сите други. Не, апсолутно не мислам дека ќе го амнестира Нухију, вашиот колега, туку велиме знаеме по логиката на нештата кому му одговара. Ако некој не му одговарал на телефонски повици, едноставно не ја даде таа наредба и не го испочитува тоа. Верувам се согласувате дека Нухију може и тоа да го направи. И по законот за полиција должен да го амнестирам господинот Нухију. Знам дека не ви е тоа намерата да го амнестирате Нухију. Мислам дека таа ноќ главната улога ја требаше да го игра Чавков. Така, вие велите дека знаеме кому му одговараат и кои факт е дека во сите влади министрите од ДУИ си одговараат на својот лидер, министрите и оние што си одговараат на својот лидер, меѓутоа се согласувам дека во случајов никој не го испрашува Нухију како обвинет, туку го испрашуваат само како сведок. Дури да се вратиме на она што го расправавме уште нешто од колегата. Никој не собра толку луѓе. Немојте да заборавите дека тој протест траеше 66 или 67 дена претходно. И тој протест имаше постојано од 700 до 1500 луѓе. Што значи, никој ниту знаеше, согласно она што го слушнавме во судницата, а и новинарите, кој ден ќе биде тој избор, за да тој ден се собере посебно некоја група. Добро, се читаат во моментов пораки кои упатуваат на тоа дека токму тој ден биле известани дека нешто ќе се случи и се случува во собранието за да се реагира. Во 17, 40, 18, 30, кога веќе се случи. Не, ама очигледно дека беа известени и знаеа што се случува, на очиглед на јавноста беше дека се избира Талат Џафери и сето тоа и ние го гледавме, така да не може да каже дека не знаеле. Тоа се гледаше на телевизија. Да, тоа се гледаше на телевизија, така што јас не можам да навлегувам во тоа. Никој немаше потреба на порталите и на телевизијата, сите на мобилните телефони и на интернет тоа го видоа. Така што да тврдиме дека некој 1500 ги собрал токму за тој ден, навистина. Затоа што има голема маса која што е постојано на тие протести и сите тие се мирни до тој ден. Јас не можам да се согласам со вас, затоа што сите истражувања што ги направивме и ги објавивме јавно минатата година, покажува дека постои упатуваа дека можеби постои поврзаност на лицата, се гледаше дека има луѓе со качулки, дека има луѓе кои што дојдоа да протестираат, што протестираа 60 дена, дека имаше луѓе со вжештени глави кои што напаѓаат, тепа, и секој имаше некоја своја улога. Дали се тие поврзани или не, ќе се докажува на суд нивното поврзување. Затоа ве прашувам, иако не сте нивни адвокати, што тогаш со оние кои што биле собрани во кафетерија па отишле во собранието, влегле маскирани како кољо и се упатиле кон просторијата. Што со тие како нинџа кој е во притвор заради тоа што добил телефонски повики слично. Значи, колку јас ве разбирам дека сте адвокати и дека вашите клиенти ќе ги браните во телевизиски емисии, меѓутоа на некои факти мораме да докажеме и да се... Јас не сум обвинител, меѓутоа кажувам дека нашите новинарски истражувања покажаа дека очигледно дека секој имал некаква своја улога. Тие што се беа со качулките, одеднаш не ги носеа во джебот качулките па да ги стават па да им текне да влезе во собрание. Значи, има организирано десување, кое се докажува во моментот на суд. Или не? Јас ве разбирам дека ќе ги браните, меѓутоа има факти кои што укажуваат на тоа дека секој има своја улога. Тој што ги отворил вратите, добил веројатно наредба за да ги отвори вратите, не му текнало спонтано одеднаш да ги отвора вратите. Во изблик на возбуда. Не во изблик на возбуда во ниеден случај. Меѓутоа, не знам од каде се смета дека
се направени 4 групи, и сега вие ги наведувате качулките и тие што се сликале во некоја кафетерија. Вие сте новинар, така? Нели е свето правило на демократијата слободата на говор. Дали вие пола реченица скината на еден од ајде да речем фронтмените на, не го бранам сега, за заедничка Македонија доволно да биде обвинет за ова кривично дело и дека ги поттикна. Сега видите, вие такви условно речено спинови можете во судница да правите. Не ви правам спинови. Јас кажувам дека секој народот имал улога да протестира, тој си дошол спонтано, меѓутоа некои луѓе се гледа дека влегуваат со одредена намера да извршат одредено действие. Јас друго сакам да ви кажам. Според обвинителството има 4 групи кои што никако, нити по своја интелектуален капацитет, нити по свое социјално миле, нити по било што, може да бидат ставени во еден исти кош. Значи, тоа е факт, меѓутоа е факт дека во 14 часот Груевски препраќа порака до Панче Кралев и до Трајко Велјановски дека ќе има избор со информации од ДУИ. Имале инсайдерски информации од ДУИ кои ги дава Груевски на Трајко Велјановски уште во 14 часот и 27 минути. Колешката што го следи случајот ова ми го потенцира, така што не може да се каже дека воопшто не знаеле што ќе се случува. Ако дозволите, во овој дел, сведоците од мнозинството сега што се во власт, сите потврдија дека некаде до кај 17:30 воопшто не знаеле дека тој ден ќе биде извршен избор на господинот Талат. Не го побива овој факт. Тоа не го побива овој факт. Ако веќе тие во судница кажуваат дека не знаеле, во обвинителството истото тоа го кажуваат во својство на сведоци оштетени, тогаш не можеме да тврдиме дека некој знаел. Друго добро, нешто, јас ги цитирам пораките, што ги видовте и вие очигледно во судница. Ако одиме по она што го прочитавте као за кого ќе се однесува овој закон за амнестија, јас ќе ви кажам дека тој закон за амнестија по ова што го прочитавте мора да се однесува за сите што се наводно со качулки и за кои се тврди дека се таму со качулки. Да, па тие не извршиле дури Игор Јука, ако идеме по логиката на нештата, не удрил никој. Ниту еден од тие луѓе нема извршено ниту едно насилно действие да се движат, но насилно действие нема. Јас само кажав дека не можеме да изоставиме дека тие групи можеби, еве се докажува на суд, биле организирани. Меѓутоа тука пак се согласувам и дека за еден Игор Јук, на кој што на снимката не се гледа дека удрил некој, и ако не се покаже дека организатор може да биде ослободен. Меѓутоа би било ослободени, кажав уште на почетокот, оние во белите крагни, тоа се пратениците, и мислам дека се случува заради нормално политика, на сите тоа им е јасно. Тие се всушност причината за сето ова. Еден од нив е ваш клиент. Отварањето на вратите и сега тврдењето на Заев дека тие треба да бидат амнестирани заради тоа што отвориле врата за да влезе некој да изврши можеби и насилство, ама ако споменавте спин, јас би го употребил вашиот израз да не спинуваме, затоа што господинот Љупчо Димовски, кој што како пратеник го застапувам, во отварањето на вратите го нема, ниту го има во порака, ниту го има во ништо, така да оној кој што јас го застапувам не може да го стави. Се тие што отвараат. На снимките што гледаме, да бидам прецизна. Така што, ако е овој закон за амнестија, со кој што се обидува да се направи некое помирување, иако мислам дека разговорот за помирување е повеќе за политиколози и социолози, отколку за тројца правници овде што сме присутни, тоа е закон кој што го донесува власта. И како таков, онакако кој што ќе го донесат, ќе го почитуваме. Кои се целите, интересите, тоа сепак не е за тројца правници. Јасно е, меѓутоа, еве, да подсетиме што велеше Заев
Предходно, 6 месеци предходно, кога што инсистираше на некоја правда за 27 април, дека тие настани не треба да се забораат, а што изјави пред неколку дена, и која е листата на 33-цата кои што може би ќе бидат дел амнестирани, а за дел се уште ќе се водат постапки. Христијан Становиќ има повеќе. Тие што не кренале рака на крвавиот четврток ќе бидат амнестирани. Премиерот Заев во јавните настапи откри дека политичкиот процес, кој тој го започна, ќе овозможи ослободување на сите обвинети за 27 април, но само доколку директно не ги тепале пратениците, новинарите и полицајците. Заев оцени дека обвинетите пратеници, вклучувајќи ги тие кои ги отворија собраниските порти, не биле терористи. Без овој чин, упадот во собранието немаше да биде возможен, но Заев истакна и дека тие што упаднале не морале да тепаат. Премиерот во април на една година од крвавиот четврток изјави дека никој не треба ни да помисли на амнестија. Сега пак тврди дека одредена амнестија е неопходна за национално помирување во Македонија, иако е свесен која е политичката цена. На донесување на закон за амнестија за настаните од 27 април. Веројатно, прво ќе ми се свртат овие луѓе против мене. Ако не се свртат тие луѓе, веројатно овие пред мене ќе се свртат. Вие новинарите и камерманите. Но никој од нас да не се сврти против мене, ако се приклучам на таква работа, граѓаните ќе ми се свртат. Зошто? Заради тоа што законот мора да важи еднакво за сите, владење на правото мора да има во Македонија и секогаш да се испраќа поентата од тоа, никогаш повеќе да не се повтори. Зошто за следниот пат да не убијат? Зошто ви се договарале? Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената. Во обвинителниот акт за терористичко загрозување на уставниот поредок офатени се 33 лица. Од нив речиси никој не беше физички населен, не фрлаше со снимателски стативи, столици и инвентар од брез салата на собранието. Така, например, и Игор Јук може да биде амнестиран бидејќи не удри никого. Само се сомнечи дека носел пиштол на појасот по кој не посегна. Ослободени од кривична одговорност би биле и Нинџа и Колјо, кои утврдено е дека само носеле фантомки и дека ги насочувале гневните демонстранти во нападот на собранието. Нејасно е дали ќе има амнестија и за маскираните ќосиња Горанче Ангеловски, Јане Ченто, Стефан Младеновски, Михаил Младеновски, Илија Славковски, Митре Петроповски и други. Сите тие се дел од групата која според обвинителството овозможи насилство во собранието и драматични моменти кои ги посведочи целата македонска јавност. Според телото за помирување со новото законско решение, амнестија не смее да има за лицата од безбедносните служби по командна одговорност. Нема голема надежда дека ќе се спаси Митко Чавков, високиот полициски функционер, како и останатите прибатници на службите кои може да ги спречат насилствата со полициска интервенција. Во оваа група спаѓаат и Душко Лазаров, кој тогаш беше полициски службеник, Митко Пешов, оддело за специјални и посебни единици на МВР. Тука се и тајните агенти на УБК, Оливер Радулов и Сашо Марковски и Мумир Пепич од Агенцијата за разузнавање. Зандани не би требало да завршат ниту предводниците на протестите од За заедничка Македонија. Опозиционерите долго време тврдеа дека Дурловски, Дамовски, Јовановски и Бетмен Велит не се терористи, туку уметници. Тие не удрија никого, освен што 3 месеци ја подгрева атмосферата, а на 27 април заедно со толбата влегоа и во пленарната сала. Од затвор ке куртулат и собраниските обезбедувачи. Меѓу нив Горан Ѓошевски Леви, шефот на обезбедување на екс-спикерот Велјановски, потоа Оливер Поповски, екс-полициски началник и обезбедувачот Абдулје Фета Алими, кој го спаси и извлече тешко повредениот Зијадин Села. Ненасилни беа и службениците Елена Доцевска Божиновска и Иван Светановски кои ги причекуваа организаторите и напаѓачите со фантомки пред и во кабинетот на Велјановски. ВМРО ДПМН побара целосна амнестија за сите осомничени, обвинети и осудени лица за учеството во крвавиот четврток, бидејќи според нив тие биле уставобранители. Сепак, опозицијскиот предлог не е целосно прифатлив за власта, бидејќи меѓу нив се и демонстрантите кои физички се пресметаа во собранието.
Господин Абдули, влезе ли политиката во судницата на овој начин? Не е прв пат да влезе политиката во судница. Јас веќе напоменав дека и претходно имало амнестија, меѓутоа ево ова се разликува со тоа што би била на некој начин селективна. Како е чувството како адвокат кога ќе се случи вакво нешто? Па не, во секој случај не е чувството добра. Господинот Заев продолжува да не воодушеви со своите изјави различни за одреден настан и ова е само почеток на тоа што он наредно ќе биде согласен да го потпишува. Денеска слушам на вести дека предлог законот е викан помирување и интеграција. Не идат тие два збора заедно, у секој случај. Значи, ако со помирување и со помилување на нарачателите и извршителите на 27 април сака да се интегрира во Европа, тоа мислам дека е контрадикторно сама со себе. Кај нас амнестија обично има за политички настани, за политички моćници и никогаш не се крева врева кога има амнестија или помилување за широка за извршители на кривични дела кои што не биле медиумски така експонирани. Но во ваков случај, каде што моćници, политичари, кои што 10 години владееле со државата, биле инфилтрирани во длабоко во се и се што, контролирале се и се што. Сведоци сме на објавените бомби, прислушкувани разговори, до каде задираат тие. Значи, сметам дека е голема неправда што им се прави најпрвин на граѓаните, а после тоа може да кажеме дека тоа е вмешување во судската власт. Ги видовме изјавите на Заев, апсолутно различни, дадена во април и дадена сеја, очигледно многу влијае на процесот, иако и обвинителката и судијката рекоа дека немаат притисоци, не чувствуваат притисоци, очигледно е дека има еден индиректен притисок. Какво е вашето чувство со оглед на тоа и дека кажав уште на почетокот, можеби вие браните клиент кој неизвестно е дали ќе биде амнестиран, а од друга страна пак вашиот колега Миланов имал среќа да биде може бранител на клиенти кои што ќе бидат опфатени со законот за амнестија. Па какво е чувството? Чувството секако оди во два правци. Јас повторно ви реков, двата клиенти како год тоа да звучи некому, што за нив и за мене совршено не е битно, они не сакаат ова да заврши со амнестија затоа што се цврсто убедени дека се невини. Меѓутоа може да потпишат изјава на нотар дека сакаат да им продолжи судењето, тоа го предвидува. Добро, не реков јас ништо. Јас само велам хипотетички дека они тоа не го сакаат, туку сакаат во една легална постапка да се докаже дали се они виновни или не. Втора работа што би сакал да ја кажам, значи, не можам да поимам, мојот мозок тоа не го прифаќа, да има селективна амнестија. Па сега, кој е критериумот и кој е тој врвен ум кој што може некого да амнестира, да, ти си соодветен за амнестија, а ти не си соодветен за амнестија. Како што реков преска, не го реков тоа случајно. Значи, кога се работи за милост, а амнестијата е милост и ништо друго, во тој случај, единствена правилна и праведна амнестија би била или за сите учесници, или за никого. Сето друго би било едно ултра извитоперување на правото и една невидена правна гимнастика која што нема допирна врска со владење на правото, особено во модерните демократии. Адвокат Миланов, ако се случи амнестија на вашите клиенти, излегува дека се виновни па помилувани, мислите ли дека тоа би било правда за вашите клиенти да бидат обележени во животот дека за нешто биле виновни, ама еве сега ги помилува политиката? Искрено да ги кажам, не верувам дека тоа би било праведно. Но, дали би било право,
ако биде донесен закон за амнестија, никој нема да ги праша и никој не може да им ја продолжи или прекине постапката. Сега прв пат слушнав дека наводно изјава кај нотар може да имаше даде. некоја таква варијанта, не е ова конечно или предлог е? Закон за амнестија, за настан, за дело, за случување во кое што вие давате некоја алтернатива е апсурд. Дека тоа не е надвор од правната држава, ја не се согласувам, затоа што ако е закон, ќе се примени и готов. И како таков, ни се допаѓал или не на еден, друг, трет, или на поголемиот дел од граѓаните, јас искрено не се согласувам со барем 50% од донесените закони и добар дел од нивните одредби, но морам да ги почитувам. Пред да преминеме на една друга тема и рекламите, ваш клиент реков дека беше Груевски во неколку постапки, вие бевте дел од тимот бранители. Имавте ли сознание, разговор, чувство дека Груевски ќе побара азил во Будимпешта и на еден ваков начин ќе исчезна, можам да кажем, од Македонија? Исчезна затоа што МВР не кажува како излегол и како тоа им се случи. Тоа не знам, тоа е работа на други институции. Ниту сум имал сознание, ниту било што, затоа што 10 дена пред да замине последниот мој контакт со господинот Груевски и немаше никакви такви најави. Јас бев исконтактиран и после објавувањето на неговиот Facebook статус. Истиот ми се јави како на свој бранител и ми кажа дека заминал и се наоѓа во Унгарија. Ниту посебно место, така што никакви сознанија дека тоа ќе се случи немаше. Дали... Барем ниту кај мене, ниту колку што знам кај останатите бранители кои што бевме бранители во различити предмети, иако јас во случајот Тенк не бев бранител во конкретниот предмет. Јас сум негов бранител во други предмети, но во овој не. Освен што ви кажа дека во Унгарија, дали кажа уште нешто за неговото заминување и што вие како правен советник го посоветувате? Не, ништо, само дека тоа е телефонот преку кој за се што евентуално има потреба ќе ме бара и ако имам потреба можам да го комуницирам. За тоа е известен и судот од целиот тим на бранители, контактирани сме сите, така што контактот со нашиот клиент постфактум сметам дека е апсолутно небитен. Значи, ако завртиме на тој телефон сега од режијата, може ќе го добиеме Груевски? Ако ви дава веројатно. Ако ни го дадете број. Па го има МВР. Јас сум сигурно го имаат тој број. Се што има во мојот телефон, верувајте имаат. Интересно, за ова ќе продолжиме веднаш по рекламите. Продолжуваме со топ тема, она што е интересно и ексклузивно. Еден од адвокатите од тимот на Груевски кажа дека тој се слушнал со него и Груевски го известил дека е надвор од земјата. Да прецизираме, дали тоа беше на денот кога ја напиша, значи во вторник пораката на Facebook и кога всушност ви се јави за да ви каже зошто нема да дојде на судењето на кое требаше се појави? Тоа е денот кога излезе на Facebook неговата објава каде се наоѓа. После тоа добив повик, се слушнав и бев известен дека сите од адвокатскиот тим сме известени и се јавил. Така да тоа е најнормална работа откако веќе се знаеше и каде и што е. Само да прашам, во колку часот ви се јави, од каков број, дали македонски, дали унгарски или некој трет позивен повикувачки број? Бројот странство се јави некаде во доцните вечерни часови тој ден. Вие го информиравте судот? Да, судот, односно судечкиот совет е информиран не само од мене, туку од тимот дека сите сме контактирани. Практично од кога беше издадена меѓународната потерница по хронологијата на нештата на побарал Груевски? Искрено ви кажам, не ја знам хронологијата, само знам дека беше повикот после неговата објава. Дали повторно се слушнавте наредните денови? Имав само уште една комуникација со пораки. Каква беше таа комуникација и на што се однесуваше? Се однесуваше на правни прашања.
поврзани со овдешните судења или со тамошното барање за азил? Со овдешното судење околу можноста да му биде определена мерка притвор од судечки совет во момент кога неговиот имунитет се уште не е одземен. Дали разговараше за азил со вас? Ова ве прашам зашто Орбан кога го праша, рече прашите ги адвокатите, вие сте му адвокат? Не. Затоа што ние и да сакаме не можеме да му помогнеме во врска со азил било каде надвор од Република Македонија, бити никото го знаеме тамошното законодавство ниту ништо. Што беше вашиот дозвола за работа? Да, што беше вашиот совет кога тој праша не му е одземен имунитетот, мандатот исто така, а може ли да му биде издаден притвор во отсуство? Јас му вратив со порака дека е направена повреда и во делот на определување на мерка притвор пред да му биде одземен имунитетот, а исто така и во делот да судечкиот совет го направи тоа, затоа што согласно законот тоа може да го направи само кривичниот совет по правосилен обвинителен акт. МВР претпоставувам го има бројот, верувате во тоа? Сигурно судот им го дал. Како е тогаш можно да каже Заев дека е можеби киднапиран Груевски кога може да го лоцира по бројот и по... Јас ви гарантирам дека го има бројот, затоа што она што го има како комуникација во мојот телефон го имаат веројатно. Причините не знам. Ќе треба да ги кажат тие, но да, сигурно го имаат и то не од мојот телефон, него од еден куп други информации кои што верувам дека нашите служби можат да ги обезбедат. Ви благодарам за овој ексклузивитет. Дуковски, кога станува збор за командна одговорност, подсетувам на Оливер Спасовски, кој рече дека за 27 април ќе се бара командна одговорност на сите учесници во МВР, кога станува збор за бегството на Груевски, и самиот тој не чувствува никаква морална одговорност, ниту пак бара никаква командна одговорност сега и не изјавува воопшто така во Министерството за внатрешни работи, иако ако гледаме, директорот на Бирото за јавна безбедност можел да нареди секакви дејствија поврзани со лицето Никола Груевски, доколку претходно се видело дека ги испразнил сметките, кажал дека политичка жртва е во тој судски процес и слично. Што ви е прашањето? Прашањето ми е како гледате на оваа паралела дека тогаш побара командна одговорност, а сега не? Чиста политика е тоа и тоа е политика, ја не би се впуштал во политика, се обидувам да се воздржам од политички изјави и да ја работам таа работа која што сметам дека ја познавам. А повторувам, не знам од каде некој некому дава право да користи термини командна одговорност. Кај ја гледате? Меѓутоа, секако се согласувам со вас дека има разлика во изјавите што готи да мислел министерот, веројатно мислел за раководните структури, па си го завиткал во една флоскула, вика на командна одговорност. Меѓутоа, сакам да кажам дека има разлика во едниот и во другиот случај, што е чиста политика. Каде гледате вина, затоа што се префрла вината практично судот, обвинителството МВР, кој всушност бил тој што требало да не дозволи Груевски да избега од државата, па судот нели скуриро 2 дена не работел, па обвинителството за тој конкретен предмет не побарало притвор, па МВР не било одговорно и не требало практично да го следи на некој начин Груевски, а можело тоа да го направи. Па видете вака, јас сметам дека тука има одговорности на едната и на другата страна. Кога велам едната и на другата, велам и на полицијата и на судот. Значи станува збор за второстепено решение со кое што се одбива неговото барање за одлагање на извршување на кривична санкција, односно одење во затвор. Со денот на донесување тоа е правосилно и нема веќе редовен правен лек за жалба. Друга е приказката што он вистина треба тоа да го добие. Меѓутоа, правосилноста настапува во моментот на донесувањето на одлуката на апелациониот суд. А тука е Кривичниот совет донесе одлука во четврток. И вас да ве прашам каде лоцирате одговорноста, затоа што имаме уште 5 минути до крајот, а господин Теленко уште нешто сакам да го прашам за клиентот. Јас не можам да кажам одговорноста да падне во судството. Во секој случај одговорноста е во Министерството за внатрешни работи и таму некој треба да сноси одговорност. Сакав да кажам, а не се доискажав, затоа реков 50-50.
А одговорноста на Министерството за внатрешни работи тоа како е голема. Ова го кажав само за судството и вие ме прекинавте се заради краткото време. Че не можете да речете дека не можете едно лице да обезбедите ако сакате тоа да го обезбедите, ќе го обезбедите многу лесно. Значи ќе го обезбедите многу лесно со што е вообичаена пракса на некое лице кое што од ова или од онаа причина се прати и се обезбедува. Затоа сметам дека стана збор за поделена одговорност. Господине Јас мислам Миланов? дека ако одиме по законот за кривична постапка и законот за извршување на санкции, не може да има ничија одговорност. Затоа што согласно овие два закони, до моментот, додека не му се достави решението и не му се овозможи да евентуално доброволно, веднаш, како што стои вршението се јави, не може да се бара одговорност никаде. Тоа отвара многу теми кои што ние ги ги затоа што јас разработивме. зборувам како правник и согласно факт е една прописите работа. мислам дека не може да има. Според мене никој не ничија. сакал да биде најден Груевски, затоа што така стои како што стои во решението, МВР не сметало дека треба да таков е превземе законот. некакви мерки, дури да го стопира на улица нема зашто да го приведува апси, нема таква наредба, нема такви оперативни сознанија, да кажеме, а пак обвинителството од своји причини не дало таков налог. Господине Миланов, дали при последната комуникација со Груевски мислите дека ќе има и понатаму потреба, ќе се слушате или ќе му давате правни совети, ви останувате негов адвокат и што со таа комуникација, затоа што повторно ќе речем, ниту е значи Груевски киднапиран, очигледно знаат на кој телефон се јавува, тезата на Заев тука паѓа, иако не ја објасни, а од друга страна зачудува фактот што до денеска не кажа и како воопшто излегало државата. Ако ме контактира и ако имам потреба да го контактирам во врска со било кое прашање од постапките во кои сум негов бранител, јас тоа ќе го сторам. Затоа што тој не е бегалец кој што не се знае каде е, за да тоа може да биде било каква одговорност. Тој е мој клиент, кон кој имам обврска како бранител и се додека не ми биде одземено полномошното, јас она што е правно побарано и во рамки на моите действија во одбраната ќе го превзем. Се ве прашам како Еленко Миланов граѓанин, не како негов адвокат, верувате ли во некаков договор за Груевски, политички договор и тоа е да е од рамките на целиот овој пакет да излезе на некаков начин од државата и не биде суден за предметите од своји Еленко други. Миланов е аполитичен. Како адвокат постапува за секој и како адвокат и правник може да зборува. Инаку, апсолутно не сакам да размислувам, ниту имам мислење. Се е можно. Како тогаш гледавте на изјавите на Заев во моментот кога велеше дека ај можеби киднапиран, а вие се слушнавте со вашиот клиент? Со неверување. Така. Затоа што верувам дека ниту вие, ниту било кој на таква изјава после Facebook статусот, после известувањето од мислам унгарски служби дека се наоѓа таму и сето тоа, мислам дека во меѓувреме излегоа и известувањата за дел од границите кои што ги поминал. Во таква ситуација мислам дека никој не веруваше. И дали тоа беше нешто што беше кажано со иронија или сериозно, навистина не би можел да го оценам. Да не останам без ваш коментар, господин Абдули, за практично исчезнувањето, бегството, како веќе да го наречам, заминувањето на Груевски на еден ваков начин од Македонија, иако официјално се смета за бегство, ако некој излезе преку граница на нелегален граничен премин. Ако Како е така. граѓанин на кого Груевски му беше 10 години премиер, понижувачки е, особено од фактот што Груевски 10 години ги добиваше изборите играјќи на патриотска карта, затворот е за мажи, после ова Груевски не го сметам за маж, но во затвор треба да лежи. Како да е. Благодарам за крај разговор со мојот колега Саше Димовски, кој ги коментира изјавите на Заев за сето она што се случува и во однос на помилувањето, помирувањето и бегството на Груевски, да го видиме. Се подготвува закон за амнестија, за помирување. Како мислите дека власта ќе успее да го спроведе тој закон?
Ако се оствари тоа што го кажа премиерот пред неколку дена, тоа ќе значи комплетно разнебитување на судството и судскиот систем, бидејќи тој коментирајќи го 27 април рече дека за него тие не се терористи, иако обвинителството ги гони за терористичко здружување за рушење на уставниот поредок. Мене се повеќе ми е јасно дека овој предмет 27 април ќе заврши со ослободување без оглед во каква форма, дали тоа ќе го донесе парламентот како закон или ќе му наложат на обвинителството да се повлече, но и во едната и во другата ситуација ќе биде страшно. Според најавите на премиерот, амнестијата би ги офатила само тие што не сториле насилство за 27. Како би се успеало да се извадат пратениците Василевски и Муковски, за разлика од останатите обвинети кои што се теретат дека сториле насилство? Па тоа е најголемата веројатно пречка која ќе го доотепа условно судството, судскиот систем и јавното обвинителство. Не може политиката да оцени кој сторил, а кој не сторил насилство. Ако гледаме, ако тие не ги отвориле вратите, толпата немало да влезе и да направи насилство. И сега чие е поголемо насилство? На тие кои ги отвориле вратите и дозволиле да се случи тоа, или на тие кои влегле и во таа толпа, да се разбереме, ако имаше таму 2000-5000 луѓе, не тепале сигурно сите, тоа е факт. Министерство за правда се уште се нема произнесено никако по предлогот за амнестија, по законот за амнестија. Зошто? Па тие не се произнесоа ни по повеќе закони, почнувајќи ги од ветените преотварање на политичките процеси, кои толку интензивно СДСМ ги најавуваше во нивната кампања, па се правеа некакви обиди на мала врата да се внесе тој закон преку одредени пратеници. Мојата прогноза е дека и овој пат Министерството за правда, односно владата, нема да се јават како предлагачи, туку тоа ќе го стори парламентот, а веќе се слуша дека тој предлог ќе биде на тие 8 пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН, ќе биде изгласан во парламентот. Ако се сеќавате, ќе ни се повтори истата ситуација како што беше во 2011, ако не се лажам, кога ВМРО ДПМН и ДУИ го донесоа законот за хашките случаи. Доколку Груевски не биде испорачан во Македонија, кои се реалните ризици по обвинителството? Како што рековте, тој може да биде и прво обвинет во 27 април како нарачател. Дали им постои опасност да застарат делата, воопшто да не може да се подигне обвинителен акт? Што ќе се случува? За овие дела за кои сега се суди, значи би застареле шамарите во центар и би застарел веројатно предметот траекторија. Тие застаруваат за неколку месеци, значи целата постапка за Груевски треба да почне одново, да се констатира дека не е достапен и така натаму, а во сите други побрзо би оделе бидејќи ќе му се суди во отсуство. Меѓутоа прашањето е дали тие присуди некогаш ќе станат извршни. Меѓутоа ја не верувам дека би дошло до извршување на тие казни, затоа што оваа амнестија за која сега зборуваме, не верувам дека ВМРО ДПМН ќе се согласи да остане само на предметот 27 април. Мислам дека ќе направат се ова да се вметне во одреден период и за другиве предмети кои се сега на СЈО, а ако го гледате па специјалното јавно обвинителство во овој период излезе предлог законот да се спои со републичкото обвинителство и од тука не гледам веќе понатаму политичка волја да опстои СЈО и да ги тера предметите со таков интензитет, бидејќи од една страна плативме многу пари за тоа специјално обвинителство со буџетот по 4 милиони евра на годишно ниво, а ако гледате и сами, далеко сме од ефектите дека ќе има правда за која што во изминатите 2 години толку луѓе излегоа на улица. При крај сме оваа фотографија каде што ни се смее Груевски е денеска на парламентот унгарски, затоа што таму опозицијата бара разговор во парламентот на тема азил за Груевски и должна сум на крај да кажам дека во прилогот емитувам во топ тема на ваша страна на 16 ноември петок направена е ненамерна техничка грешка и наместо Зоран Даневски кој се бараше со меѓународна потепница е споменат неговиот брат Слободан кој исто така беше во бегство и осуден беше за финансиски малверзации, но не се бараше за екстрадиција. За таа емисија реагираше и доктор Владо Димов, поранешен министер за здравство, кој нагласи дека тој е жртва на политички прогон, а не бегалец. Ова е крајот на топ тема на ваша страна. Ви благодарам што бевте со нас и напоменувам дека господинот Миланов ни даде ексклузива дека тој се слушал со својот клиент Никола Груевски. Пријатна вечер.